Грижата за нашата безбедност додека сме онлайн во денешното дигитално време е најважна. Со сајберзаканите кои демнат на секој агол, заштитата на нашите лични информации и чувствителни податоци никогаш не била позначајна. За среќа, достапни ни се разни алатки и техники за подобрување на нашата безбедност на интернет, а една од нив е двофакторската автентикација. Како што вели и самото име, двофакторската автентикација додава втор, дополнителен слој на безбедност кога сакаме да се најавиме на нашите сметки на некоја платформа. Покрај внесувањето на името и лозинката, оваа техника бара втор облик на идентификација пред да биде овозможен пристап до нашата корисничка сметка. Двофакторската автентикација може да има различни форми. Една од нив е потврдата преку SMS или имејл. По внесувањето на нашето корисничко име и лозинка на некоја платформа, системот испраќа еднократна шифра на нашиот мобилен телефон преку SMS или пак на нашата имејл адреса. Овој код потоа го внесуваме на платформата со цел да го завршиме процесот на најавување на нашата сметка. Друг начин е преку мобилните апликации за автентикација. Овие апликации генерираат еднократни кодови, што потоа ги користиме за да го потврдиме нашиот идентитет. По внесувањето на името и лозинката, системот ни го бара кодот што го генерирала наменската апликација како Google Authenticator или Microsoft Authenticator. Уште еден начин се хардверските токени. Физички уреди, најчесто мали приврзоци за клучеви или картички, кои генерираат кодови што потоа ги користиме за потврда на идентитетот. Овие токени се веројатно најсигурната форма на двофакторска автентикација, затоа што не се ранливи на хакерски или фишинг напади, но истовремено се и најскапи. Биометриската потврда пак како метод ги користи нашите уникатни биолошки карактеристики, како што се отпечатоци од прсти или препознавање на лице и глас за да го потврди нашиот идентитет. Но, зошто е добро да активираме двофакторска автентикација? Одговорот лежи во пропустите на лозинките. И покрај нашите напори да создадеме силни лозинки, тие се уште може да се пробијат на разни начини, преку фишинг напади или преку протекување на податоци. Откако хакерот или некој друг злонамерен актер ќе добие пристап до нашата лозинка, тој во суштина има слободно владење над нашата корисничка сметка, што може да предизвика голема штета. Меѓутоа, со двофакторската автентикација, дури ако нашата лозинка е хакирана, на напаѓачот ќе му биде потребен пристап и до вториот фактор. Ова ќе му создаде дополнителна пречка која треба да ја помине. Ваквата едноставна, но ефикасна безбедносна мерка може да спречи многу сајберзакани, како неовластени најавувања, кражба на идентитет и финансиска измама. Активирањето на двофакторската автентикација е релативно едноставно и истото го нудат многу онлайн услуги. Платформите за социјални медиуми и за e-пошта, банкарски институции и многу други. Двофакторската автентикација е витална алатка во борбата против сајберкриминалот. Затоа, да преземеме чекори за што е можно подобра заштита на нашиот дигитален идентитет во денешниот поврзан свет.